Добро вечер, почитувани гледачи, и добро дојдовте во уште едно издание од Hypecast. Вечерва со нас е жена артист која што добро владее со својата музика. Она незината музика искажува за многу емоции, искажува за незини животни причини. Многу од македонската естрада и од македонската сцена ја споредуваат како македонска Били Ајлиш. Дали е така или не е така, вечерва ќе дознаеме, а со нас е Тамара Вочевска. Они има кажано дека не е македонската Били Ајлиш, туку дека е само Тамара, па еве вечерва маца да се поразговараме за многу интересни теми. Тамара, добро вечер и како се чувствуваш денеска? Добро вечер, фала ви многу на поканата. Студиото ви е прекрасно, преубава енергија владее тука. Ја пофалив и фотелјата, затоа што е баш комфортно и прекрасни се боите, затоа што многу е битно со какви бои циркулираме во просторот и баш ова дава хоуми момент, баш е како дома и мислам дека ќе имаме прекрасен муавет. Фала ти за најавата. Фала ти премногу и на тебе, ние така го имаме уредено да изгледа понадомашен амбиент. Само да не заспиеме, тоа е битно. Нема шанса, сега разговараме. Еве се набивме, може да почнеме. Тамара, да те прашам дали броиш до 3? Најактуелното прашање периодов. Имам повеќе идентитети, како и сите ние. Имаме различни идентитети во нас и мислам дека со текот на времето научив да бројам, не знаев да бидам многу по-импулсивна и многу по-нетрпелива. Сега сватив дека во животот се што ни е стекнато и добиено со поцврсти чекори, со трпеливост, со самодоверба, со онака баш чекор по чекор момент, дека е многу позадоволително и дека носи многу поголем ефект за успехот кој што сакаш да го постигнеш. Така да, ете, накратко кажано, научив да бројам не до 3, туку до 10. И е многу битно тоа да се случува. А дали имало моменти, например, кога не си бројала до 10 и си погрешила во некој таков момент? Најчесто да. Најчесто тоа се случува кога сум импулсивна и кога сакам да реагирам брзо, кога сакам нешто сега и одма, тогаш најчесто ги правам грешките. Но многу е битно тука да се увиди дали се работи за интуиција, затоа што интуицијата е она стартно кое што не води и не насочува и треба да го препознаеме дали се работи за нетрпеливост или трпеливост, или интуиција, која што ти кажува дека треба да реагираш сега, или дека сега во овој момент нешто се случува, дали убаво, дали лошо, што и да е. И сега сум во тој процес на учење и проучување на себе и пробувам да се слушнам, што точно нешто сака да ми каже, дали треба некаде да успорам или треба да земам поголем замав за да стигнам до нештото. Така да, процесот на учење е доста битен и да научиш да се слушаш себе си. Кажи ми, кој е вистинскиот опис за Тамара Вочевска приватно? Па на ова најдобро би можеле да одговорат другарките, кои што се секојдневно со мене. Но ајде, некое мое скромно или нескромно размислување, барем од таа перспектива од која јас се гледам себе и се представувам пред другите, независно дали се работи за мои блиски луѓе или се работи за познаници, соработници и слично, секогаш гледам да го дадам не најдоброто од себе, туку најдругарски расположено. Јас се сметам себе си за народски човек. Сакам да сум меѓу луѓе, сакам да споделам убава енергија. Од мене не се очекува да бидам негативец во некоја дружба или на некоја седенка или што и да е. Забава и со музиката и слично, што и да се случува околу мене, што и да преживувам јас приватно позади сцената, јас на сцена не би дозволила тоа да се види и да го препознаат тоа луѓето, затоа што целта ми е да го дадам позитивното, затоа што знам дека го носам во големи размери. Така да најчесто гледам истото да го пренесам и приватно и со луѓето со кои што сум во секојдневие. Ти приватно имаш многу интересна енергија, можам да кажам. Забавна си, исполнета со енергија. Циркузант. Да, кога те видов на евентот каде што се сретнавме, кога те викнав да ми гостуваш во подкастот, ми даде таква енергија што можам да кажам дека приватно не знам дали е точно, но луѓето како да сакаат да се дружат со тебе, зашто имаш таква енергија. Да, јас сум баш поради тоа, затоа што гледам кај мене што буди човек со таков момент, кога
еве да тргнеме од нешто минимално што ни се случува во секојдневие, среќаваме некој на улица или било како и треба да се поздравиш со некој човек, кога човек ќе дојде кон тебе со расширени раце и со убава насмевка, тебе ти е кејф да се поздравиш со човекот и да го гушнеш и да размениш физички допир и така убаво ти е што го гледаш и ти буди убаво чувство, а скроз противно ти прави друга особа која што те среќава и е, не знам, со некоја ниска фреквенција на енергија или не чувствуваш дека тука можеш да кликнеш енергетски и слично и затоа ја не го правам тоа со сила, тука едноставно така се изградив и драго ми е што се приметува и што ете, ние не сме се знаеле, не сме соработувале до сега, сме немале комуникација и драго ми е што тоа е твојот прв печаток, така да сум успеала околу тоа прашање. А си прашање. имала периоди кога си била така по, да кажеме, не среќна, туку да се однесуваш така спрема другите луѓе, као по-даун да се во... Нормално е дека, нели, како и сите ние секогаш се метим леко, но пак за себе можам да го кажам делот дека јас не дека не споделувам кога нешто не ми е како што треба или дека поминувам низ некоја фаза од животот каде што не сум толку среќна или сум незадоволна со нешто или што и да е од негативен аспект. Само што секогаш ги рефлексирам работите од аспект на тоа е дел од мојот пат. И ми е многу полесно да се износам со тоа што го носам, како негативна емоција, да ја кажем, иако не ја сметам за негативна, туку е како дел од процесот, дел од растот на мене, на мое, као дел од мојот карактер, кој што ме гради утре да сум нешто подобро. И са најблиските најчесто ме чувствуваат и знаат кога нешто не е како што треба, не е како што било вчера, но пак тоа не е до таква крајност кај што ја после пола саат додека се рефреширам, не сум пак истата особа која што сум била вчера. Не знам, некој таков механизам ми си има развиено кај што стварно не им давам на негативните емоции да ми расипат сега, да ми го расипат сега моментот што го живеам, затоа што сега сме само сега. Точно. После ќе после. Така да го уживаме ова сега. Ајде да збориме малку за некои подруги емоции, например за љубовта. Кажи ми дали супер. Тамара е заљубена? Ја, Марија, какав проблем. Дали сум заљубена? Да, сега во моментов, дали си заљубена? Да, заљубена сум. Кај мене е доста интересно и сега ми се појавуваат така некои нови карактерни структури, каде што сваќам дека секогаш ми преовладува љубовта и дека јас без тоа чувство не знам да функционирам и не можам да функционирам и не сакам да функционирам. Рак во хороскоп. Морам да кажам. Драги гледачи, и тука се најдовме. Да. Така да, стварно не можам без тоа ми е водечка сила, само што научив да го филтрирам. Знам каде можам и до каде можам да одам. Прифаќам во животот само онолку колку што ми треба и колку што некој може да даде. Научив да не барам повеќе од тоа што ми треба. Што е многу битно и сега како што се случам, како што го изговарам, сваќам дека има голема вистина во тоа, затоа што најчесто имаме преголеми очекувања од луѓе и од односи и од се и се што и мислиме дека тоа што ќе оддаеме дека мора по автоматизам да ни е возвратено. Тоа е валјда некоја паралела која што и без да сакаме ја очекуваме да биде така. Така да сега се држам само за она што ме мотивира, што ме инспирира, што ми дава убаво чувство, што ми е сонце, а не ми е мрак. И ете можам така да ја заокружам темата, се задржувам на односи кои што ми носат светлина, а не темнина, без разлика со која дефиниција се. Само да е светло и да е позитивно. Дали овие работи можеби ги научил некоја претходна љубов која што ти го скршила срцето? Па сега си малку да променам моите работи во новата љубов. Да, апсолутно. Секој однос си носи некоја лекција. Без разлика, дури не мора да значи дека е партнерска, може да е пријателска и семејна и се останато. Јас поминав доста работи и промени во изминативе години и на љубовен план, и на партнерски план, и на семеен план и слично.
и сето тоа ме направи да сум ова што сум денес, тоест да знам како да се заштитам себе. Така да, дефинитивно односите претходни направиле да сега да гледам повише на вага, да видам докаде може, докаде не треба да иде. Имаш изјавено дека љубовта ти била голем предизвик, поголем предизвик од кариерата. Односно, каже дека е точно ова. Да. Дали сега кариерата ти е поголем предизвик или пак љубовта? Зашто ова е Да. браво. Браво, да, убаво прашање. Да, дефинитивно ми е сега кариерата на прво место и не би сакала тоа да се смени, барем во блиска иднина, како и да го дефинирам тоа, нели? Никогаш не можеме да знаеме што ќе ни се појави во животот и во каков правец може да оди. Јас сум отворена за се што е за мене, се што не е за мене, само ќе знае да се тргне од патот. Но да, целиот фокус ми е кон кариерата. Не би сакала нешто друго да ми го измести фокусот од патот по кој што сум тргнала, туку ако нешто треба да дојде, може само да е добре дојдено во мојот мир и во мојот начин на живот, затоа што сметам дека од оваа гледна точка и од овој подем и оваа некоја експанзија што сега ја имам на кариерно поле како некоја одскочна даска за нешто многу подобро, сметам дека е жално да се внесам во нешто кое што ќе ме исцрпи и емотивно и енергетски и ќе направам пресек на ова што сега го правам, туку баш спротивно, само сакам да е во нагорна линија и да се множат музичките проекти, соработките, настапите, Дај Боже. да има музика само, другото јас сум тука, добро дојдено е, само со среќа. Дај Боже, со среќа нека Со и среќа на сите. стварно така треба да е. Да. Све да сиде како што треба да си. Да, дефинитивно. Сакам да те прашам дали мислиш дека еве на пример има некои кои што веруваат во љубов, но партнерот, на пример ако одат кон кариера, ги пресекуваат. Како да кажам, на еден начин не им дозволуваат, им бранат. Да збориме, ти си пејачка. Да. Ќе бидеш со некој во врска, ќе ти каже, мислам дека според тебе не е тоа добро да се занимаваш ти со таа работа, или пак мислиш дека сепак треба да љубовта да се поддржуваат меѓу себе двајца? Апсолутно треба да се поддржуваат и треба да си бидат, како што знам да го кажам, ветер во грб. Затоа што само на таков начин, поточно ако секој индивидуално може да ги искористи во максимум сопствените амбиции и ако мојот партнер мене до максимум може да ме искористи, за ја да ги искористам сопствените амбиции за да стигнам на повисоко ниво и на некоја подобра верзија од себе, тоа нека го направи, а не да ти става кочници и да те уназадува. Затоа што јас стварно сметам дека љубовта е во растот и во цутењето. Да. И сметам дека е многу битно да се прати чекорот. Баш пред некој време слушав некој подкаст баш околу таа тема на муабет и вика голем проблем настанува кога партнерите не се пратат еден со друг. Затоа што ако јас трчам, а ти лазиш, ние многу тешко ќе се најдеме на некој пола пат за да можеме заеднички да се издигнеме нагоре. И са тука се става на вага или јас не треба да трчам, треба да успорам и да те чекам, ама па за возврат на тоа ти треба да убрзаш. Да. А ако не убрзаш, останувам само јас назад. Колку убаво го кажувам. И ми остана, буквално во глава ми остана и кога и да разговарам на оваа тема, баш ми е тоа во сеќавање и сакам да го споделам, затоа што има многу голема вистина, а не често ја слушаме од таков аспект. Предпоставувам дека и не сме и свесни во такви моменти што точно се случува. Затоа што, не знам, заљубеност, преголема доза на љубов, па сакаш да покажеш дека нешто ти значи, сакаш да се вложиш максимално и слично. И стварно се случува некоја сенка врз сопствениот живот. Може би не секој, но јас тргам од себе затоа што јас кога сум се давала во односи, сум се давала максимално. И за мене секогаш било другото на прво место. Никогаш не сум се ставала јас. И кога доаѓа момент кај што се будиш некако и сваќаш дека имаш живот да живееш и дека имаш амбиции и дека едноставно се затвараш у себе, а ништо што сакаш да искористиш не си искористила,
стварно идеш во многу голем проблем и тука не знаеш прво ни на кај да фатиш, сама со себе, а после со партнерот, пошто толку не знаеш кај да фатиш. Така да, баланс, дечки, најбитно на свет. Имаш кажано дека завршувањето на една врска ти му оставено лузна. Дали сега од кога си заљубена, таа лузна е пополната и нема ништо во моментов? Лузна е лузна. Имам една лузна на колено од аргиосано железо од пред Па може со 20 ласер, години. знаеш, тоа малце да се покрие. Са ласер си е друга. Али по природен пат, пак ќе кажам, односите оставаат секогаш нешто. И позитивното и негативното. Си остава некаква лекција и некакво искуство од кое што треба да научиме. Ако не научиме, ќе ни се сервира пак. Да. И ете уште една интересна филозофија, како велат, Бог нема да ти даде трпение кога бараш трпение, туку ќе ти даде ситуација во која што ќе треба да си трпелив, за да научиш да си точно. трпелив. Така да, исто и со тоа. Да, имам издигнато многу голем гард или како се вика, ограда околу себе, некој штит, како ракче, нели? И сега е многу тешко да се допре до мене. До таму докаде што некогаш се допрело. Зошто? Затоа што се штитам од надворешни влијанија и знам да бегам. Доколку осетам дека нешто ми е премногу дадено, и сум Не, ја не сум за таму, ја сум за ваму. Ја тука ќе седнам. Си имам научено, не идам по исто. Да, не, чекајте. Полекате другари, има време за се, сега не е тоа време. Тамара, имаш излезено една слика, мислам дека фотографија од тебе додека го снимаше спотот со еден дечко. Дали љубовта станува збор за тој дечко, кога се спомне како љубов на Тамара или пак за нешто сосема друго? Не, апсолутно. Поздрав голем до Мане. Мане беше на спотот како дел од актерите. Поздрав и до Михаела. Они двајца беа баш добро парче за заедно спојлива комбинација, но успеавме да направиме баш интересна приказна пред да се објави спотот, со слика која што објави во Close Friends, после се расшири и стигна до сите. Да, почна да брои чаршија, стигна до сите, Тамара има дечко, но не е тоа Мане, да. Поздрав до Мане, да не му направиме проблем на детето. Да. Ај малку да запееме таа песна. Многу интересна таа песна. Мене одма можам да кажам дека одма од втор пат во ово ми влезе, ја не можам да извадам. Стварно ли? Да. Не, јас не бројам до 3, но ква со мене си ти. Во ног без правила, знам што точно би направила. Браво, Тамара. Во ноги без правила. Знам што точно би направила. Така. Се знаеш? Знаеме. Да. Знаеш? Да. Тамара, дали љубовта ти помага или одмага во музиката? Ми помага. За кариерата? Ми помага, многу ми помага. Баш како што и одговорив на претходните прашања поврзани со тоа, ако не ме инспирира, ако не ме движи во позитивна насока, каде што не ме одвраќа од инспирација за да пишувам, затоа што од периодов сум стварно екстремно мотивирана да пишувам, ако ме држи кон тој правец фокусирана, тогаш апсолутно не би да се оттргнам од тоа, без разлика во каква структура е и слично. А ако дојде момент кај што ме оттргнува од музиката и ми прави влечење надоле, тогаш нема да постои. Така да, ми помага многу. Сега те прашаме едно многу интересно прашање. Не ме прашај, Си имаш бакната со Дамјан Јордановски. Јао, мајко. Како испадна, како дојде до тоа? Кога ќе те жениме, те вече до Дамјане. Како дојде до тоа? Така, одеднаш код нигде никаде? Па, вака сега, ние си имавме некоја хемија со Дамјан, да. Си имавме некоја хемија на еден лайв момент кај ваш колега. И си поминавме супер, тој ме праша што сум во хороскоп, и ја го прашав, а што си ти? Ај не, ми кажа, погоди што сум ја? Викам, немам појма, што си риба, не знам, нешто измислив. Не, вика, твојот иден дечко. На фора да те фати. На фора ме фати и после на лајвот повторно го направи истото и се силеше од позади камера. И викам, па дојди, што сега?
така ли се, ќе се силиш позади камера, ела пред камера да те видат сите. И така дојде и тоа. Момент. Не се бацивме сварно. Не се баци се сама, тоа ме интересираше. Не се бацивме. Зашто не се гледаше, така беше покриено, знаеш да не се види дали сте се бацили или не сте се бацили, ама и се знае. Не. Морав да откријам, не знам кој во какви односи е. Ќе направиме да нема девојка па после. Да. После ќе направиме скандал. Тамара, да те прашам. Неле со ваков акцент кога ме прашуваш. Сега ќе те прашам 4 прашања. Добро. Кратки. Ти ако сакаш можеш и долго да ми ги одговориш. А ја како сум разборена сега можам и Ако може да тераме до Сабајла и мене ми е интересно, ја кажав, кога некој има добра енергија, до се крај може. терам. Да. Така. Ајде. Дали си имала некој непријатен момент на настап? Да. Имаат пукано копчиња, патенти, некои такви ситуации. Не било нешто, не знам, екстремно и слично. Така да само тоа би го издвоила. И, нели, поднапиени луѓе, секакви луѓе знаат да ти придат на настап. Што? Ти пробаш да го сватиш, да, ама не можеш да го сватиш што ти збори. И така, после иди вика, што ти кажав? Зашо не ми ја пееш песната? А он за песната па Да, и ти не го сваќаш и пак му викаш како и он пак ти мрчи нешто и ти пак не го разбираш и така во круг и после проблем имаш што нема пееш песната. Некои такви, али да. тоа се решава лесно, не бил некој поголем проблем. Да, не, фала му на Бога. Дали има некоја песна што тајно ја слушаш? Тајно? Да, тајно. Некоја песна со што никој не знае за неа. А тајно што ја слушаш? Никој не знае тајно да ја слушам. Што не сакаш да кажеш дека ја слушаш, а ја слушаш? Па нема таква, јас сум стварно народски човек. Ја не кријам што слушам. Ја слушам Индира Радич, две музике, слушам Магла Бенд, да Бог да ти еде таа ми актуелна периодов. Од Сенида новите песни ги слушам сега моментално, У мене е сунце, Амина Значи и... секаков тип на музика. Све слушам. Некогаш знам да сум во скроз друг правец, на странска музика, па знам да ги затерам и Сем Смит, и Адел, и појма немам, Джеси Джей и све останато. Така да... И јас сум таков тип, можам да кажам. Да, зависи од расположение, зависи од се, така да за мене не е срамно, ниту пак, не знам, незгодно да кажам дека нешто слушам, затоа и не постои некоја таква Тоа е песна. добро да сакаш да отидеш на некоја журка во некоја дискотека, кај да влезеш сите песни ги знаеш. Да. Дали англиско, дали Jukebox. српско. Jukebox нема Да. проблем. Со кој македонски артист би сакала да спремеш дует? Сега моментално спремам дует. Со кого? Да, со Јасмин Алиевски. Снимаме спот средина на јуни. До крај на јуни треба да направиме промоција. Спотот ќе се снима во Грција. Едвај чекам. Дали што убаво. Тоа ќе е баш интересен летен балкански регетон. И хит да стане. Стил, да, се надевам, стварно имаме големи, како да кажам, прогнози дека тоа може да се случи, затоа што стварно е песна која што вози, која што има убав позитивен вајб и е летен момент. Мислам дека ќе помине супер. И во фиока имам уште една песна за женски дует се работи. Може би Тоа е спомнав, женски, со не знам кој дали би можел да направиш? спомнав. Ја чекам Андријана Петрушовска да ми даде зелено светло да влеземе во студио и да снимиме женски дует. Само ќе се натераме, верувам дека годинава ќе бидне тоа. Ајде, јас се надам дека ќе даде зелено светло, па и таа песна да ја слушнеме. Зелено имаме, Лично него треба ти- влеземе во студио. Ти имаш пишувано лично? Да, јас ја напишав и тоа е многу интересна ствар и мислам дека ни недостигаат општо дуети на сценава, посебно женски дуети, као се поретко ги има, освен сега последното што се случи со Антонија и со Благица, да, мислам преработката и слично. Така да стварно ни недостигаат така некои нови интересни соработки. Да, Треба некако Македонија да се бара спојат. музика повеќе и повеќе мора да се даде. Да, но ме радува што еве од недела во недела, као секоја нова недела, гледам дека има по некое ново македонско парче. Баш пред неколку дена седнав и ги објавував со линк за поддршка и слично. И стојам вака, и во неколку дена као излегле 5-6 нови песни на македонски артисти и на македонски јазик.
и баш ми падна драго. Јас сум секогаш за тоа и драго ми е што се повеќе се снима. Е, тука ќе се надоврзам со нешто што ги имаш кажано. Знаеме каде живееме, знаеме колку е тешко да се гради кариера тука во Македонија кај нас. Тешко го ставам во наводници, зашто никогаш нема да си дозволам да паднам во таква демотивација, зашто ако го дозволам тоа, тогаш сум се предала сама себе. При колку сум била паметна во Козмо? Тоа го имаш кажано ти пред 3 години во една емисија. Браво. Дали е се уште тешко во Македонија да се успее или сега после 3 години нешто си има променето? Па сега се анализирам себе, у која ментална состојба сум била кога сум го кажала тоа. Мислам многу паметно кажано, многу убаво, само се гледа дека сум како да кажам, дека сум се мачела. Некако... Нама пак се верувала во себе. Да, секогаш верував во себе, само сум се мачела, претпоставувам од недоволна самодоверба, недоволна сигурност во себе, дека можам поише, дека вредам поише и дека сигурно ќе дојдат моите 5 минути. И сигурно сум била и во некои други животни околности и слично, нели различно и размислуваме кога се наоѓаме во различни ментални и емотивни структури. Така да сега би се согласила апсолутно со тоа што сум го кажала, само од посамоуверена точка би пристапила и би кажала пак како што знам да кажам, нема план Б. Да. Сега нема план Б. Сега може се и ќе може. Браво. Ако не беше пејачка, што ќе беше? Последното кратко прашање. Реалистички гледано, со оглед на тоа дека бев во армија и почнав на некој начин да градам кариера таму, мислам дека ќе се посветев кон тој начин на живот, затоа што имам искажано неколку пати дека армијата е начин на живот. Дека тоа за да го работиш, треба навистина да го чувствуваш и да знаеш дека ако влезеш во тој бубањ, дека едноставно тоа ти е животот. И дека може да се случи да си на некое место 10, 20, 30, 50, 60 дена, дека може нема да си дома, апсолутно дека има свои бенефиции и слично, но стварно е начин на живот. И ја затоа и морав да направам избор во тој одреден период, кога ми си го наметнав сама на себе прашањето. Сакаш ли да градиш музичка кариера и да се посветиш на тоа? Или сакаш да останеш таму кај што си и сметаш дека ќе ти е тоа доволно за да си ги искористиш амбициите? Да не беше музиката, сигурно ќе останев таму и сигурно немаше да ги имам искористено амбициите до крај, но можеби ќе најдев утеха во науката, може да ќе се дообразував, ќе го завршив факултетот на време, ќе земев некој чин, ќе станев нешто многу повеќе и слично. Така да ќе се насочев кон тоа, а доколку не беше ни армијата, сега ќе беше некоја јавна професија или ќе бев некој циркузант или глумица ќе бев. Нешто мораше да бидам нешто поврзано со уметноста за да можам да се почувствувам дека до крај сум искористила нешто од себе. А ти фали ли вака, например, сега, ако се вратиш на времето назад, сето тоа што го имаш поминато со армијата? На моменти. Да, интересно, чудно чувство е, затоа што кога ја носиш униформата, стварно имаш некое неописливо чувство. Као имаш дадено заклетва. Луѓето околу тебе, знаеш дека со секој еден од нив ја делиш истата мака, истата тежина, истото искуство го разменувате, учите еден со друг, го делите лебот, качувате планини, се потите, трчате, се качувате, носите се и се што товар врз себе и вакво. Така да мислам дека некогаш ми недостига припадноста. Баш тој момент кога ја носиш униформата и знаеш дека припаѓаш таму и дека имаш некоја некоја голема цел, што е поразлична од уметноста. Туку се колнеш и даваш заклетва дека ќе ја браниш слободата и честа на твојата држава, така да некојаш знае така носталгично да ме сврти мислата натака, но не би се вратила. Не би се вратила никогаш? Не, музиката е све што ми треба и ќе ми треба. Добро, ова е интересен одговор. Ама, например, да направиш кариера со музика и да знаеш дека би направила многу пари од музика. Добро. И да не сакаш да продолжиш понатаму со музика, дали повторно би се вратила во армијата или пак сепак музиката е твојот живот? Музиката е мојот живот. Да.
направив многу жртви за да биде музиката мојот живот и многу се сомневав во себе, затоа што кога не си во експанзија, претпоставувам дека посебно ако си овертинкер и ако размислуваш на се и се што, знаат мислите да те однесат во правци каде што се запрашуваш дали ти си стварно за ова. Дали треба стварно да се борам за ова или можда требаше да си останам таму комфортно, знаеш кај си, знаеш што си, знаеш дека можеш да живееш од тоа, дека секогаш ќе имаш безбедност од финансиски аспект, од бенефиции, од сека, имаш работа. А тука е ризик, затоа што не знаеш утре што ќе биде. Една корона ќе фати и ќе затворат сите и каде после. Ама нема. Многу луѓе што останале во таа комфорт зона не се пронашле сами себе. Работата што треба да излезеш од комфорт зона. Секогаш. И дури сум се ставила во позиција кога не знам што е правилна одлука за мене, се водам по стравот. Чекај се, од што се плашам? Не, се плашам таму како се ќе настапувам во Борис Трајковски пред не знам кој. Не бе како треба да настапувам. Ама чекај бе, настап имам закажано како. Не, ќе го преместам настапот, ќе направам се што треба да направам, ама ќе настапувам у Борис Трајковски. И сваќаш дека со 2 телефона можеш да го изменаџираш тоа, ама стравот е тој кој што не ти вика не, одби сега, не можеш сега да настапуваш у Борис Трајковски, имаш настап закажано. Не, се плашам, ван комфорт ми е, таму треба да одам. Права си. Можам да ти кажам дека ова се за ова си управа сигурно. Девојче, се што имаш пораснато во Гостивар, имаш дедено 2016 во Скопје. Да. Тешко ли ти беше да се приспособиш овде во Скопје? Како те прифати? Уживав. Ја бев како куче пуштено од ланец. Не имам на неколку пати кажано, моите знаеа да ме држат доста строго. И основно, и средно. Ти како мене? Да. Исто. Супер. Ти како си се? Добро ли си? Како се чувствуваш? Малце подобро, јас себе изблегов од комфорт зона некако. Супер. Штом си излегла од комфорт зона, таман си. Да. Да. Така да ми беше доста предизвикувачки, ја едва чекав да дојдам во Скопје. Се запишав прво на економски факултет, затоа што им бев љута. Не ми дадоа да правам тоа ја што сакам. Сакав да одам и да бидам полицајка. А бев просек ученик 5.00 средно и нели све наредено како што треба. Не бев доста послушна. Бев добар ученик. Сум била и послушна усвари сега, зашто си зборам така за себе. Имав некој така. Секогаш ми требаше нешто друго, секогаш трагав по нешто. Не се чувствував задоволно со ништо, како секогаш душата ми бараше, душата ми бараше нешто плюс. И сега најдовме што било. Така да кога дојдов во Скопје, буквално тогаш се осетив дека проживеав, дека дишам послободно. И пак нема кој да ти кажува што да правиш. Да. Мислам, ние на телефон продолживме секако. Првата година беше страшно. Да. Ама е пак по друго некако. Профункционирав сама и сакав што е можно побрзо да не зависам од нив. И се вработив во Скопје, само што почнав со факултет, се вработив за 400 денари дневница во кафич од сабајле до као цела прва смена 8 сати. Одев со книгите во кафичот, пошто немаше многу гужва. Прва смена можеш да учиш. Да. Си учев, си работев, дома се враќав со 150 денари, нема врска, пошто ги купиш цигари и лепи, толку се парите. Ама стварно преубаво искуство кога не знам. Кога знам дека ќе дојде петок и дека не треба да им се јавам и да им кажам ајде сега пратете ми пари. Да. Иако го правеа тоа, не викам дека ме оставиле у Скопје, но така сакав што е можно побрзо да се осамостојам. Брзав да се осамостојам. Па и добро е тоа, си направила чекор на колку години? Да. 2016 колку години си имала? Па 18, млада. Да, ја работев и во Гостивар на неколку пати од 16 години, ама во Скопје кога дојдов и си кажав, ја нема да чекам. Не игам да чекам, сакам да сум сама, сакам да пораснам брзо. И супер, не се каам, баш убави искуства. Ете, може сега немаше да имаме за што да збориме. А кога разбра дека сакаш да се занимаваш со музика? Дека нели имаш пеено во училишен хор, имаш пишувано сама поезија? Да. Од кога разбра дека тоа ти е
еден дел од тебе, да кажем? Па самиот животен пат како што ме носеше и не дава некои големи знаци дека јас сум можела да замислам дека ќе се занимавам со ова. Иако да, хорот си стои све, ама све тоа може да ти е хоби, може да ти е нешто на страна. Пишувај си поезија, никој не ти брани да си пишуваш нешто и слично. Првиот спој се случи кога Весна Малинова ме фати за рака и ме внесе у студио да ја снимам мојата прва песна. И на англиски јазик, Do You Remember? Ја снимивме таа и си викам, па сега ако више јас објавувам песна, ќе направам и спот. И снимивме и видеозапис за песната во гостивар со Александар Нешковски. И како што ја објавив песната на YouTube, направивме некој пиар, ја тогаш не ни знаев што е тоа пиар. Што е пиар? И ми кажува Цеце Никола, ќе направиме пиар. Добро, викам, ќе направиме пиар. Што е пиар? Добро, пиар ќе правиме. И следниот ден јас се будам спремна за на смена во армија, со униформата на мене. А ти тука Уште си работела во работа. друга? Во работа, но си бев музикава, само ја снимив песната, немав никакви настапи, немав ништо. И се будам следниот ден после објавувањето на песната и сваќам дека портали објавувале за мене. И тука почнуваат моментите македонската билјадиш, ми пишуваат луѓе, се дешава нешто и мислам дека ден денеска сторито го имам зачувано од Инстаграм, кај што сум као што се случило? Што се дешава овде? Што пишувале? Ти кажа нешто на работа кога отида? Да, колешке, што се дешава? Леле, ја не знам главата кај ми е. И добро, као некако супер, баш ми пријаше, мислам, на кој не би му пријало тоа што се случи. Ама немав замисла што све може да ми донесе тоа. И случајно почнав првите свирки ги имав во Стара Чаршија во Скопје. И првата свирка беше Валентајн. 14 февруари 2022 прва. Значи ти не си славела тогаш Валентајн. Така нешто. Не сум славела, сигурно. Не, мислам, не славев тогаш Валентајн. Тогаш не славев, трифун сум славела сигурно. Да, сигурно. Валентајн не. Така да, тоа ми беше првата свирка и тоа пеев на матрици и микрофонче. И тогаш ги заработив првите пари од настап во живо. И бев пресрекна и пак не знаев што ме следи. И после правев константно апгрейд на се, до момент кога не почнав да настапувам со гитарист, као со инструменти и слично, па направив и бенд, и тука сватив дека имав ситуација каде што требаше да откажам 3 свирки. И тоа од денес за утре требаше да ги откажам буквално, затоа што од моето работно место ме пратија на задача таму некаде. И немав простор да не одам таму, а да ги држам свирките. И така се поише сваќав дека не припаѓам таму. И дека те кочи едната работа со... Да. А ваму со више тоа што срцето... Да, срцето ми отиде више навака, така да... Тоа било нешто што од секогаш ми недостигало внатре, што би ме хранело понатака. А твоите дома во што те поддржува? Да останеш со армија или... Тоа беше општа туча. Они сигурно за едното, ти по другова. Да, апсолутно. Мислам, мајка ми е човек кој што од секогаш ме чувствува и дури кога не збора многу, од секогаш знаела дека нешто се случува, дека не е така како што ја викам. А со татко ми беше по жустра ситуацијата, тој тешко го поднесе моментот дека јас на 25 години напуштам златна работа со бенефициран стаж и се останато за да одам и да пеам негде и да се занимавам со музика. Дали си ти нормално? Така да таму имавме баш доста голема борба и неприфаќање. Мислам, ние бевме дискутабилно окей, но да, имаше неприфаќање од негова страна. Дури мислам дека и ден денеска нема целосно прифатено дека имам направено таков лапсус во животот според негови дефиниции, но во окей односи сме, така да... А им кажу што првиот ден кога си отиде? Им најавував, тактички им најавував. А они не знаат и од кога си отиде, или? Па, да, мислам дека не им го кажав никогаш точниот момент кога напуштив, можда на мајка ми, а татко ми го спремав. Мислам дека недела, 2-3, така најавував дека... За да биде поблаг. Да, нешто. Не може, многу ми е тешко, знаеш како е, па знаеш ова е, па ваму треба да одам. Така пробав да
Да направам. свртиш некако за да те разберат. Да, ама тешко беше. И ги разбирам, мислам, ја не сум родител, но можам да замислам како било во нивни очи од момент на моја стабилност. Као се тргаш од нешто што може да ти е и стабилен приход, и стабилна работа, и не знам, како жена, утре и како мајка, кај што ќе можеш нормално да функционираш. А таа одлучила да оди и да пее, така да скроз можам да ги разберам. Но се најдовме на крајот, најдовме НЗС на сите ствари, така да за мене е најбитно што ја не се кавам за одлуките што ги донесов, баш напротив, среќна сум што сум имала храброст да донесам таква одлука. Точно, сепак ти треба сама себе да се слушаш, зашто сепак ти си го живееш тој живот, не родителите. Да, така да драго ми е. Мислам, и тие мислат секогаш за најдоброто на детето, но Точно, секој но си го гради својот живот. Не секогаш тоа што тие мислат дека е добро, е стварно добро технички. Посебно кога више се работи за ние секако сме помали од нив далеко од тоа, но пак се работи за некој што више мора да одлучи како ќе го гради животот. Затоа што ако јас грешам на 25, еве ќе дојдат мои 28-29 години и ќе кажам јас тогаш направив грешка. Во право си требаше да те послушам. А е многу поболно и е многу пострашно ако јас живеам во незадоволство од сопствениот живот и цел живот да покажувам со прст кон мајка ми или кон татко ми и да кажам ти беше крива или беше крив што јас не ги искористив амбициите до крај. Не, ако треба да ругам некој, ќе се ругам себе и си кажам па тоа е. Сама си изгреши, а сега најди си начин да си правиш тоа што си правиш. Во право си. Ете така. Сакам да те прашам прашање. На колку години имаше ти кога се разведоа твоите родители? Па доста возрастна бев. Мислам тоа беше пред 4. Значи се имам 28, сум имала 24. Негде баш значи сите транзиции ми се случија наеднаш, буквално, да. Тогаш беше се горе-доле во мојот живот. Да, возрастна бев и ја и сестра ми, баш, мислам, возрастни луѓе. Секој си се носи на свој начин со тој момент. Најбитно од се и најблагодарна сум што сите сме живи и здрави, све е како што треба, сите сме среќни на свој начин. Сите сме сфатиле дека сме ја донесле најдобрата одлука за секого поединечно, затоа што, пак ја кажам, за да си среќен со некој, е многу битно да си среќен сам со себе. За да сакаш некој е многу битно да се сакаш сам себе. Не можам ја тебе да те сакам ако не се сакам сама себе. И тоа го научив можда и од нивниот однос. Затоа што гледам сега колку се среќни и мирни пред се, затоа што да имаш мир со другата особа е next level на припадност. Ако го немаш мирот додека си со некој човек, според мене немаш припадност таму. Не ти е тоа дома. Така да сега кога гледам во каков мир си живеат сите поединечно, ми е многу драго што сме го направиле тоа. Нормално транзиција како транзиција и промена не може да е лесна. Има борби и со едната страна и со другата страна, посебно кај што не сум била мало дете, кај што сега нешто ќе се прелажеме, па се ајде било прошло. Туку многу свесно ги гледаш работите и више си создаваш и некоја слика и сваќање за сопствениот живот, како утре ти би сакала да градиш некаков однос, а каков не би сакала да градиш. Или пак каков родител ти би сакала да бидеш, а и каков не би сакала да бидеш. И ги собираш. Секогаш се зема пример така од постарите. Да. И најчесто од дома. Да. Многу рефлектираме тоа дома што сме го гледали, што сме го сведочеле на некој начин. Како, не знам, ја сваќам дека све поише и поише личам на мајка ми карактерно. Или околу делот за одгледување на дете утре здравие. Зошто? Затоа што гледам како се понашам спрема куќето дома. А не па утре спрема дете како се понашам. Да, утре треба да го носиш на ветеринар. Неле, да. Еве те потсетив. Беби, да, одлучив да ја стерилизирам. Беби е љубовта на мојот живот. После внуците се разбереме.
Колку годинки има? 3,5. Сега во јули ќе прави 4. И бев така на раскрсница дали да ја стерилизирам или пак да ја парам или да ја пуштам така уште некој период, само мислам дека е многу подобро за неа да го направам тој чекор, така да ќе видиме како ќе поминеме. Моето куче има 7, а муште не е стерилизирано. Може треба и јас. Па размисли, да. Женка или машко? Машко. Па добро. На ист начин функционира Да. принцип, али за женските барем по тоа што го слушнав и сватив е дека е многу поздраво поради следни болести, можности за болести, такви работи. Така да, ќе видиме. Тамара, кажи ми да знам, има многу силна приказна. Колку од тебе има во таа песна? Таа песна, тој период од мојот живот беше се од мене. Буквално се од мене. Кажи ми да знам, баш ми се создаде, тоест ја создав во тие транзитивни периоди, семејни односи и неодноси и слично. Така да тогаш можам да кажам дека сум имала така по лош период можда во животот и све вадев на парче хартија. И сега е така, но сега е во позитивна насока. Да. Затоа Само што се љубовта ми промени е водилка. Да. А тогаш, да, тагата ме водеше и баш пред скоро време со дечкиве од бендов нешто разговаравме и ми вика, дај бе човек, вика, ако ти треба разговор со стручно лице, оди и разговарај со стручно лице. Види се каква си позитивна во живо и на настапи, и урлаш, и играш, и све правиш. Земала тука ми пишува тажно појки. Оди, вика, тоа раскажи си го таму, остај ги, вика, луѓево нека слушнат нешто позитивно. Значи има такви моменти ти кога си срекна да пишуваш некоја тажна песна? Не. Нема такви моменти. Не. Значи секогаш како си расположена така Па да. така пишуваш. Да. И по тоа луѓето претпоставувам можат и да сватат во каква ментална состојба сум. Иако нели не секогаш ги вадиме работите во реал тајм, као Да. сега може ќе одлучам дека сакам да промовирам некоја балада, што можда не е напишана сега, е напишана не знам кога, и ќе биде нешто убитачно, а ја не сум во тоа ментално стање, во таа ментална состојба. Ама многу ми е поврзано, да, емотивното со тоа што го пишувам. Не дека не знам некогаш да се позадлабочам и кога ми е се метим леко да напишам и нешто по длабоко. А колку песни имаш во фиока? Во моментот? Многу, стварно многу. Стварно имам можда 5-6 тетратки и плюс ноутс во телефон. Сега најново ми е со телефонот, затоа што одма правам и музиката и све. И уживам кога седам и кога поминувам време сама со себе и кога ги преслушувам сите. Па ќе ми текне нешто ново, па ќе направам апгрейд на нешто, па ќе додадам нешто. Па прашувам блиски луѓе за мислење, што најмногу им се свиѓа, што најмногу може да запали. Така да, ајде некој е скромно, сигурно имам 3 албуми во фиока. А ти има дојдено на мисла, например, да најдеш некој пеач и да дадеш твоја песна или не кеш твоите песни да ги даваш на некој, туку само си ги чуваш за сама себе. Сакам многу и имам на неколку наврати напишано стрикно за некој, кога сум ја знаела негова приказна животна или слично и ме инспирирало да напишам нешто за некој. Но за сега немам се уште споделено на таков начин, ама најчесто затоа што целата мотивација и инспирација црпам од себе и после сум некако стисната од типот на ова е мое. Ова се мои чувства. Како ја сега моите чувства да ги дадам на некој друг? Сакам јас. Но апсолутно сум отворена и да го проширам тој дел од себе и пошироко и да застанам баш како текстописец на одредени песни. Кажа дека се отприлика имаш 3 албума. Минимум. Имаш кажано дека си имала на 20 песни дома во тетратка, тоа биле скоро цели 2 албума. Да. Тешко е да се добија финансиска помош или спонзорство за да се извадат тие 2 албума. Знаеш зашто е така? Затоа што јас не сум ни побарала. Зошто не си побарала? Не, јас имам... Тоа е нешто најлесно. За мене е најтешко. Јас не можам да застанам на некоја
пред некоја врата и супер, јас знам што можам да донесам со тој проект и на каков начин можам да испромовирам одредена фирма, предпријатие што и да би застанало позади мене, но јас имам проблем со воспоставување на такви комуникации. И ако постои човек кој што тоа може наместо мене да го направи, стварно е добре дојден во мојот живот. Еве нека се обратат кај Тамара. Значи, Ама ја мислам дека ти тоа само можеш да го направиш. Ти си доста и комуникативна. да. И можеш да го направиш, само можеби се плашиш. А кажа дека идеш по стравот. Точно. Еве кажа, Точно, гледачите се свесни дека идеш. Само со свој стап се удрив сега. Да, точно. Тоа ми е, не знам, имам некоја рачна крената околу тоа прашање. Предпоставувам, тоест не предпоставувам, туку знам тоа од кај ми е, затоа што секогаш кога за нешто реагирам или се плашам или не реагирам, а бара од мене да реагирам, секогаш знам да си направам осврт кон себе, зошто јас ова го правам. Знам да се издигнам над себе од тичја перспектива, да си ги погледнам реакциите и емоциите што ми се создаваат во одреден момент и секогаш стигам до сознание и до заклучок дека секоја моја реакција е последица на нешто што мене ми се случувало претходно. Или некој транзитивен тинејџерски период и слично. Јас сум била детето дома кое што ништо не бара. Значи имало случаеви, не знам, надвор истура врне и мајка ми вика, бе, јави му се на татко ти, нека дојде да те земе за да те однесе на тренинг. И јас сум не. Зошто? Затоа што еднаш татко ми ме одбил да ме однесе на тренинг. И јас не сум детето кое што ќе бара од него да ме носи на тренинг. Туку ако тој ми се јави Тогаш може. и ми каже да дојдам да те однесам на тренинг, ја ќе бидам добро, однеси ме, нема да те одбијам. Ама јас да ти барам, нема да ти барам. И тоа е моментот кој што сега во оваа професија ми прави кочница. Ама ти треба тоа да го пуштиш. Ама како се пушта? Ама знаеш да прашаш на едно место, да прашаш на друго место, Не можам да да бидеш прашам, бре, не можам. Не можам такви прашања, значи не. Добра, ајде, кој Значи- може нека се обрати кај Тамара. Да, Зашто значи- Тамара има стварно квалитетни песни, мислам. Да, имам голема визија, имам многу идеи, која во состојба да помогне и да даде придонес во работата што планирам да ја правам. Добре дојде. Сега имаш пиар. Еве, се гледаш, се нервирам. Еве, се поцрвенам кога Немој. зборам ја на таа тема, значи имам проблем со таа тема. Имаш пиар сега? Да, имам пиар Добро. и соработувам и со други надворешни маркетинг луѓе кои што можат исто така да помогнат. Само ја да не сум вклучена во директна комуникација, кај што ја треба да го направам директното барање или предлагање за некакво си спонзорство. Кога се работи за соработка, немам толкав проблем да го направам тоа, ама кога се работи за финансиски момент, имам страшен проблем. И јас сум седела во Скопје со недели, но никогаш не сум се јавила и да кажам, ајде пуштете ми 2-3 денари, немам пари. Никогаш. И затоа и сум работела за 400 денари дневница, за да не се доведам себе си до момент кај што треба да се јавам и да им барам пушти ми 1000 денари. Добро, тоа е од една страна и добро од некоја страна. Па добро е, ама не Ами мора да сум лошо. до толку, па не мора. Тука не се знае дали е добро, дали е лошо, ама добро е. Да. Пак треба да е избалансирано. Јас знам дека тоа ми е така малце не негативна, туку успорувачка особина, што ме успорува малце. Малку да сум по-свесна околу тие работи, не прониклива, туку послободна. Да побарам и да ја направам таа комуникација, знам дека ќе е многу полесно. Али не, ја работев цела зимска сезона и отидов, снимив спот. Све што сработив, дадов за спотот и ја бев најсреќна на свет. Без разлика што ја после требаше да работам за да се вратам на нула кај барем. сум што сум, да, за да продолжам дали и да размислувам за следниот проект што ќе го правам. Така да стварно би било многу полеснително, дечки, јаве. Све ви Да, кажав. пишете и на Тамара, значи некој што знае, што не му е страв. Збори така да. Ете. Збори ми. Збори ми така. Ке се порав скроз има неколку прашања тука. Јао. Да ти читам јас, ке се читаш само. Читај ми, ајде. Ајде, ке ти читам. Ако сакаш одговара, ако не кеш не можеш. Добро. Ама подобро ќе биде да одговориш. Добро. Кој најмногу ти љубомори на сцената? Има некој што ти љубомори најмногу? Може не. Мора да постои некој што ти љубомори. Можда постои, но јас не знам за тоа. Ама јас стварно
баш пред скоро време го зборев и ова. Јас сум стварно многу пријателски настроена кон сите. Ја немам проблем со никој од естрада, барем не се уште. Сега така не знам патот кај ме води, али по што јас сум и оноку колку што се познавам себе, ниту ја мислам лошо за некој, ниту сум почувствувала до сега дека некој лошо мисли за мене или дека не знам, дека не ме сака, дека не ме може не се знаеме. Али стварно немам впечаток дека некој е во некаква таква негативна конотација во врска со мене. А добра љубомора? Јас морам да признам дека кога ги гледав твоите видеа, имав добра љубомора спрема тебе. Стварно? Да. Те гледам во спотовите, на песните што ги имаш извадено, и викам, леле, викам, Тамара, викам, што убава коса, плава, има неоштетена, викам, што убава, не може. Ја тука екстензија треба да носам камо ја да имав таква коса. Барам таква добра љубомора да постои. Да, добро, да, сигурно постои. Ја морам да признам дека го имам кажано тоа. Да, тоа сите претпоставувам, мислам, тоа е нешто убаво што може да се случи, фала ти. Така да убаво го кажа, да, позитивна љубомора и треба да си имаме меѓу себе, затоа што тој од друга страна па и некаков пуш за да се случи нешто поразлично и во твојот живот. Не знам, ќе се мотивирам од некоја колешка, колега или било што и за мене тоа чеки, да, стварно може. Да. И се тука на некој начин па да, позитивно љубомориш на нешто што некој има, ама не од љубомора, од завист. Од завист, туку убава љубов. Убава, да. Браво. Имаш ли неостварена љубов порано? Зашто сега не ли кажа дека се заљубена? Порано дали си имала неостварена љубов? Леле ме утепа. Неостварена љубов? Па сигурно имам. Имаш, добро. Да веруваме. Наредно, немам сега тука полиграф да те ставам пак, ама нема полиграфи, нема. Завршивме се. Кој ти го има скршено срцето најмногу? Па кој ми го скршил срцето најмногу? Некој. Секој на свој начин. Не, обично, што знам, моите сите прекинувања на односи биле прекинати пред да завршат. Така да не би го кажала нештото како кршење на срце од некој таков љубовен момент партнерски. Ја најчесто се разочарувам, како разочарување ми е полесно да го искажам, се разочарувам од луѓе кога ми ја кршат замислата што имам за нив и впечатокот и мислењето. Затоа што многу е зафркнато да мислиш дека човекот е една особа, а многу брзо ти покаже дека не е таа особа. Така да, како некое такво разочарување би зела како моја лекција околу кршење на срца. А си имаш некојаш разочарано од самата себе? Да. Да, така ми почна годината. Оваа година? Да. Нека не продолжи така. Да, почна, класично почнува од 1 јануари, ама за мене почна од 1 февруари, 1 март официјално почна, да, пошто првите 2 месеци ги користев за лечење од разочарување од себе. Ах, Тамарче, ги бришеме тие 2 месеци, ајде. Избришани се 1 март. Од кога почнува 2026? Од 1 март. 1 март, да. Тоа беше ексклузивна изјава и тоа стои. Дали некогаш песна била напишана за конкретна личност? Да. Твоја песна? Да. Која е таа? Па кажи ми да знам. Е напишана за конкретна личност. Фамилиарно поврзано. Место од спомени не е за личност, ама е за место. Конкретно. Во Гостивар. Ведро е за конкретна личност. Иако не ја напишав, ја таа песна ја напиша Весна Малинова, али ја се проредов целосно во таа песна. Живее спомен. Можда не е таа напишана конкретно. И Не брам до 3, со Не брам до 3 е доста интересна ситуација, затоа што Не брам до 3 немаше врска со мене во периодот кога ја напишав. Ама сега, после тоа се А после тоа ми се изманифестира. Ама знаеш дека тоа е така, кога пишуваш нешто или кога ќе помислиш нешто, кога го мислиш долго време, пази што пишуваш. И стварно треба да внимаваме што пишуваме и какви песни пееме и со какви текстови се занимаваме, затоа што
има голема вибрација таму негде и За ова имам сушната. да, и поврзано е се као истото е и као пази што посакуваш. Се истото као го пишуваш, го пееш, го таков вајб даваш, таква енергија даваш на тоа што го пееш и тоа стои. Јас затоа сум била даун по животот кога Се пишувала такви песни. кога беа кажи ми да знаам и таму други жалопојки, не знам. Сега кога пишувај не само се ни- добро, само срекно и така да ти биде животот. Да, амин на И сите. другите сите исто што сте музичари, текстописци. Така, само будно дечки Да. свесно. Последно, што би му кажала на некој од минатото ако сега е пред тебе? На некој. Што ете така ти значи? Знаеш како кажа Дара што победи на Евровизија од Бугарија? Кога ја праша вика, ме праша што би изјавила доколку не победам на Евровизија. Така да јас сега така ќе се надоврзам на наше прашање. Вика, I guess we never know. Затоа што не верувам дека ќе има такво соединување. Добро, ти се знаеш. А многу ми беше интересна ситуацијата. Имаш изјавено дека си скарана со штиклите и со фустаните. На евентот кога те сретнав беше облечена во штикли и во фустан. Значи тука контрадикторно. Рако си го што прави ова? Сега гледај, сега не си во штикли и во фустан. Сега не сум, да, денеска се договорив на стрит стайл дека сум. Плюс со мотор дојдов навака. Да. Мислам ме донесо со мотор, не возев ја мотор. Така да денеска сакав онака баш да сум како фотелјава што ми е комфортна, така сакав и ја да сум. Да, кај мене е видна трансформацијата физичка, тоест представителната моја страна и ќе го поврзам тоа со самодовербата и со чувството за себе. Сметам дека го немав доволно чувството за себе и сакав да не знам како да кажам, као ова сум ја и тоа е доволно. И како што навлегува во светот на естрадата, музиката и настани од јавна сфера и гостување и слично, не дека не можев тоа да продолжам да си го носам како што го носев, но се појави желба во мене, пак поврзана со самодовербата, дека можам многу поише и дека не треба поише. Тука ми беше фајтот. Не дека треба да е така, туку дека можам и сакам да е поише. Затоа што сметам дека можам да ги износам тие изданија и дека се чувствувам убаво во тоа. Затоа ми е поврзано со не дека требало да носам фустан, примерно, настанот, и штикли, туку дека ја сакав да го износам тоа. Ми се експериментира во тие правци. И спотот беше Исто, да. крајности, значи страшно. Тоа ми беше првото. Ама ти стои. Да, првото излагање од комфорт и си кажав, па да, така треба. И луѓето сакаат да те видат во различни свети. Да. И ми се разбуди таа некоја женска нежна страна и си кажав, штом ти се буди, треба да го дадеш. Океј да го дадеш. И сега треба да го минјаш по плакар. Сега, да, почна виш. Почна? Да, и више не ми е верно што се случува со мојот плакар. Дури јас сум во шок уште што се случува со плакар. Ама преубаво изгледаш, морам да ти Фала ти. кажам. Фала ти многу. Прв пат се доведов во ситуација во животот кај што го отварам плакарот и сваќам дека немам мајци секојдневни, обични за носење, од што сум се фокусирала на настап моментот, на не мора да е тоа фустан и све вакво, ама да е елегантно, да е и секси, да е и корсет, и сако, све тоа што треба да се има. Штикла, чизма висока, шорцеви кратки, сукни, фустани и све останато. Така да баш ми е предизвикувачки и почнав да се радувам на секое ново мое представување, затоа што со секое ново такво си осознавам нешто ново за себе, учам поише за себе, се држам поинаку, као ставот ми се менува и јас сум во некоја таква трансформација ми е преако. Многу ми е интересно кога после толку време, еве, не само ти што се менуваш, туку се менуваат и твоите изјави. Да, Не, ја морам за тоа што баш пред да го правиме овој хајпкаст, доста гледав за тебе, све истражував и имаше баш кажано во музиката, дека нели многу се приметува тоа како се носиш, како се облекуваш, дали се малце разголем, малце не си. И тука кажа дека не се менуваш ти на таа страна, дека ти си секогаш на своја страна и дека нема да се менуваш по ниту една
И почнуваш сега да се менуваш. Да. Само пак е најбитното дека пак сум на своја страна. Да. Као никој не ме натера на тоа. Туку сама ти. Ми дадоа ветер во грб малце, као. Дај бе, човек. И пробав. Посебно за спотот, пошто за спотот си имав дадено онака збор на себе дека во овој проект ќе дадам нешто ново од себе. И фустанот што го износев и таму црвениот ми беше прв момент на Предобар фустан. Да, добро, окей. И стојам таква, се гледам на слики во огледало, позирам. Викам, ова е добро, можам и вака. И скроз ми се трансформира и енергијата и све, ама пак сум тоа ја. Не дека тоа така треба да биде. А мислиш дека е голем пуст тоа за музиката за кариерата? Сега сваќам дека е. Сега сваќам дека е, затоа што пак ја кажам, луѓето сакаат да видат различни верзии од тебе. Не да си нешто што не си. И јас сум секогаш... Пак си Тамара. Да. И кај мене енергијата нема да ти излеже тебе. Да. Јас сум тоа дали го носам фустанот, штиклите или патиките и тренерките. Јас сум тоа, пошто енергетски тоа е тоа што го зрачам. И тоа се препознава. А ако видиш дека енергетски сум се прешалтала у нешто друго, и сум им кажала на сите околу себе, ако утре видите дека не сум енергетски тоа што сум била, да ми удрите 2 шамари, да ме седнете и да ми кажете што се случува, за да можам да се вратам. Тамара, сега ќе привршуваме. Уште едно кратко прашање. Не знаеш што е 6-7, ама знаеш што е од 9 до 9. 9 до 9 со стола на кревет. Си имала моменти од 9 до 9? Како за крај вака. Сега 6-7. Значи 6-7 е за новите генерации, за помладите. Ние сме више над 25, над 28. 28, добро, тука сме. Над 25, добро. Уште се тешиме дека сме до 30-кава. Да. Така да... Да. Значи си имала моменти. Да. Интересни Треба да моменти. одговорам. Добро. Да. Песната многу ја сакам. Ради песната го дадов тој одговор, така да ќе се А задржам. од пола 4 до 7 како беше на таа? 4 до пола 7. 4 до пола 7. Па тоа е идеално. Тоа е најдобро, значи. Тоа е идеално, да. Од 9 до 9 е поприлично многу, ама со вистинска особа може да е... И од сабајле од 6 до 6. Да, тоа би било... Со вистинската особа, да. Со вистинската љубов на Тамара. Леле, ајде, готово да вршивме ли? Тамара, мислам дека мило, мене ми е многу мило што се дружевме вечерва. Исто, прекрасно, ти кажав, преубава енергија и баш ми е драго така што се склопивме. Ја уживав, не знам ни колку време поминало, ни како поминало, стварно ми беше пријатно. Фала ти премногу и за новата песна, значи грчка ја снимате, не можеме ние да присуствуваме таму на самото снимање. Ќе ви пуштам нешто. Ама, да ни пуштиш нешто или ева да дојдеме ако имаш некој приес нешто. Апсолутно, да. Да, тоа ќе се случи секако. Да, али ќе откриваме со тек И на се време. надевам да стане голем хит и со Андријана песната исто да извадите. Апсолутно, дај беше да. Фала ти. И секако да се заблагодарам на нашата прекрасна публика која што не следеше до самиот крај, како и на Тамара Волчевска која што беше наша вечерашна гостинка, со која што зборувавме за многу теми, прекрасни теми, на мојата Наташа Сиковска која што се грижи за мојата естетска убавина и на Микас кој што ме облекува денеска прекрасно. А ние се гледаме нареден четврток во 20 часот.